Добро вечер. Овој вторник видам разговор со Сефер Цановски и тоа со два мотива. Прво, фон универзитетот е пред полнолетство. Второ, семејството Цановски се обидува да го рестартира мегапроектот Космос, поради што и стана препознатливи во бомбите во обидот на Груевски по секоја цена да биде срамнет со земја стартот на габаритот на изградбата на Космос, со еден мал мегалополис со станови, универзитетски центри, молови и така натаму. Се разбира, многумина се прашуваат кој ќе ја надомести штетата што е претрпеа Цановски. Се движат и се во јавноста беа повеќе суми, меѓу другото и самиот Цановски рече дека неколку десетини милиони ќе бидат барани за обештетување. Тоа не е, се разбира, најглавната вест, но многу поглавна вест е кој овие зло дела на Груевски ќе ги плати. Се разбира, сите ние од буџет. Добро вечер за Сефер Цановски, менаџер на подпредседател на управниот одбор. Универзитетот ФОН станува препознатлив по палетата на разновидни факултети. Дали денеска, после толку време, сте задоволни од развојот, со оглед на фактот дека во еден период имавте една стагнантна ситуација, предизвикана веројатно од повеќе состојби? Добро вечер. Најнапред да ви се заблагодарам за вашата покана. Како што кажавте денеска, Универзитетот ФОН слави едно полнолетство, односно ние, како семејство кое што започнале со оваа високообразовна дејност пред 18 години, од кој што Универзитетот ФОН, како прв приватен универзитет во Република Македонија, на 19 март 2003 година беше формиран, а денеска славиме, имаме еден јубилеј од 16 години постоење на оваа високообразовна институција. Како и секоја институција, како и секоја компанија, мада универзитетот не е компанија, туку е институција која што работи согласно Законот за високо образование, можеме да кажеме дека од самото формирање од 2003 година до ден денес го оправда своето постоење, ги искористи оние, да речам, монополски позиции на државните самобендисани универзитети до тогаш, каде што дадовме една нова опција на нашите студенти, на идните генерации, да бидат дел од едно квалитетно образование во приватниот сектор, кое што понуди навистина различен пристап од дотогаш видениот. Како допира до вас рецензијата дека појавата на приватните универзитети, вклучувајќи го се разбира тука на одреден начин и ФОН во одредена етапа, практично значеше почеток на девалвација на квалитетот на високото образование. Дека преку приватните универзитети влегоа сите елементи на брзо стекнување на диплома, брзо квалифицирање на титули наставнички и така натаму. Не би се согласил со вас поради две причини. Прво, имате универзитете, институција, кажав, дали е тоа државната, дали е собранието оснивач или е приватно лице оснивач или е фондација оснивач, тоа работи согласно Закон за високо образование. Ако ги погледнете бројот на вработени кои што ги има Универзитетот ФОН, со една многу голема сериозност во пристапот, опфаќајќи ги буквално детално сите програми кои што ги нуди, и не можеме да ги споредиме сите приватни или сите државни, да ги ставиме во истој кош, факт. Меѓутоа, факт е дека ние, како високообразовна институција, имаме преку 250 фултайм редовно вработени кадар кој што законот го бара, за разлика од голем дел на приватните универзитети кои што со 5 или 10 професори, можеби би кажал дека ја деволвираат оваа професија. Вториот факт би кажал дека не се согласувам затоа што само 7% од популацијата во Македонија, тоа се статистички податоци, студираат на приватните универзитети во нашава држава,
93% студираат на државните универзитети. Кажете ми како може 7% да девалвира нешто што е минимално во нашето општество, во нашата држава. За оваа ваша констатација причинителите треба се бараат на друга насока, почнувајќи го од господинот кој што го спомнавте, кој што направи огромна штета на почетокот, господинот Бегалец Груевски, кој што направи енормна штета врз високото образование, отварајќи ги оние дисперзирани студии во секој град, омаловажувајќи ја суштината на постоењето и улогата на еден универзитет која што има дали традиционално, дали класично образование, дали нов модерен пристап во преку други форми на образование. И би кажал уште нешто. Значи, ова е едно време кое што нажалост кај нас се уште владее еден анимозитет кон приватните универзитети, за разлика од светот, каде што на оние најдобри ранг листи владеат со децении назад приватните универзитети, и начинот на кој што функционираат и начинот на кој што се прилагодуваат кон промените, имајќи предвид дека е ова едно многу брзо време на промени, каде што се менува со огромна брзина, па така и самиот универзитет како институција. Дали ги следите новите современи трендови на научни дисциплини и области кои, например, треба да продуцираат во наредните 15 години кадри за Македонија, за Северна Македонија и воопшто? Универзитетот мора да ги гледа работите долгорочно, понапред од сите. Не е само нашата желба како менеджмент, туку тоа да не биде како еден диносаурус, главата да биде на една страна, а телото да заостанува. Односно, сите чинители во овој процес, од самиот менеджмент, поставеноста, стратегијата на универзитетот, ректоратот, деканите, научно-наставните совети, студентите, нивните родители, компаниите, институциите, ние сите имаме една заедничка цел. Како да создадеме поквалитетна младина, како да ги образуваме, односно да им го пренесеме знаењето на најбрз, најефективен начин. И во тој дел се разбира, посебно сега во оваа фаза на приближување на нашата држава кон европските цивилизацијски земји, ние немаме друг избор. Ние мора да се прилагодиме кон тие стандарди, ние мора да ги насочуваме не само нашите професори и програмите, туку и целиот концепт на доживотно учење, кој што е фактор во светот. И од тука нашиот пристап кон студентите не е само да дојдат и да добијат диплома, односно дипломата денеска нема толкава важност каква што имала во минатото, туку да најдеме начин како да им го пренесеме знаење. А во овој дел ние како универзитет во изминативе години сериозно направивме една многу убава комуникација со бизнис секторот, со институциите од системот, со многу сите делови од општеството кои што се директно или индиректно поврзани со образованието, науката, истражувањето. Ајде, што може да направиме заедно за овие деца, идни генерации? Прво, да не заминат надвор, имајќи предвид дека е голема невработеност, големо одселување, имајќи предвид дека Македонија е мала земја, без излез на море, без природни ресурси. Ние имаме една единствена цел, да направиме обучено општество, поедуцирано општество, општество спремно, кое што ќе се бори со сите предизвици кои што ги има и носи модерниот свет на денешниот свет. Уште малку околу студенти. Да бидем период, дел од македонските приватни универзитети беа атрактивни за турците и за младите од Турција. Дали тој бран се уште постои и дали е тоа концентриран главно со оглед на некои ваши релации кон фон универзитет? Не е само Турција, Македонија, односно сега Северна Македонија, мора да се отвори кон светот. Ние бевме толку затворени со децении поради X причини, најмногу погрешните политики кои што се воделе во минатото, не дадоа простор на универзитетот, посебно Државниот универзитет Свети Кирил Методи, кои со години доаѓаа студенти од самото формирање и првите децении од постоењето, и знаете и вие, од арапските земји, од кавказските земји, од Република Турција. Тогаш имаше неубава слика за образованието. Меѓутоа, каде таа слика во изминатиот период се расипа за нас? Точно е дека доаѓаа голем број студенти од Република Турција и сега исто има голем интерес, меѓутоа има две причини за тоа.
Првата е што во минатиот режим се дозволија да функционираат универзитетите на било каков начин, да запишуваат странски студенти на диво, практично, да им ги земаат парите и да не, односно да штанцаат дипломи, каде што државата тоа не го спречи. Меѓутоа, Република Турција дојде, беше преку нивните представници, кажа јасно, средете си го вашиот двор. Она што го прават одредени универзитети ја расипува сликата за вашата држава. И Турција во суштина изминативе 2 години го запре тој процес, односно имаат они еден Совет за високо образование, кој што се вика ЙОК, и тој ЙОК едноставно не ги признава, односно остави еден простор каде што не ги признава, нити ги признава, нити не ги признава нашите дипломи, освен да речем Балканскиот универзитет, кој што е сопственост на Република Турција во Македонија и кој што се има свој интереси во веројатно овој дел. Меѓутоа, нашата стратегија, затоа и го направивме на студентски дом, имаме преку 500 кревети каде што нашата цел е да одиме кон странските студенти, да донесеме на нашите студенти искуства, кога во еден клас седите вашите деца или нашите деца студираат заедно со 30 различни земји студенти, тогаш по автоматизам ги разбиваме многу стереотипи, по автоматизам се создава атмосфера на пријателства, бизнис можности, релации од различен тип, каде што од самиот старт нашите студенти добиваат поголемо искуство. Од каде регрутирате наставен кадар? 18 години се доволно за една цела генерација во која можеме да кажеме дека доктори, доценти, универзитетски професори кај вас се произлезени од јадрото на универзитетот. Значи, на самите почетоци ние голем дел од кадар го земавме од државните универзитети. Оние кои што беа озаминување во пензија, морам да им се заблагодарам, да не беа тие, можеби немаше да го исполнуваме оној законски потребен услов, бидејќи во тие години беше многу тешко додека трна возот, додека сватија дека нашата цел е да креираме квалитетна институција. Меѓутоа, благодарност на голем дел на професори, претежно од државните универзитети, ние успеавме да направиме една база, од која база преку нашите помлади асистенти, кои што ги насочувавме во одредени насоки да докторираат, да специјализираат, претежно надвор од Република Македонија, се доведовме после 5-6 години да можеме да рачунаме на нашите помлади, кои што биле асистенти, станале доценти, вонредни професори понатака, така да има една база која што е срцето, сршта на универзитетот и се разбира секоја можност да дојдеме до квалитетен кадар на кој што му е, да речам, кој што верува во нашиот концепт од државните универзитети, од странските универзитети, од интернационалниот пазар. Тоа го правевме изминативе 3 години, дојдовме до навистина дополнителни квалитетни имиња кои што ни ја зајакнаа самодовербата и ни помогнаа да ги гледаме работите вака на еден поширок пристап. На моменти ми делува контроверзно. Од една страна велите државните универзитети на одреден начин се само девалвира и така натаму. Од друга страна, од таму ги регрутиравте своите почетоци и што е најважно, она што јас знам, значаен дел на постојниот дворовен наставен научен кадар се уште го има бекграундот на државниот универзитет. Од ректорите Николовски, Ружин, Камбовски академик. Сега, на крајот на крајшта, почнувате помалку дали од атракција или од желбата да покажете дури професорот Фрчковски доаѓа, ми се чини кај вас како декан на правниот факултет. Да, веќе од 1 март е професорот Фрчковски, односно е декан на правно-политички науки. Значи, тоа е едната страна. Другата страна, кои се тие тимбилдер кои се препознатливи за фонд? Ме разбравте погрешно. Јас немам намера да го навредам мојот универзитет. Кога зборам мојот, тоа е државниот универзитет Свети Кирил и Методиј, таму јас сум студирал, таму вие сте завршиле, таму голем дел од кадарот на фонд сте завршиле. Во ниједна ситуација ние не сме го омаловажиле или нападнале државниот универзитет, напротив, сме првиот универзитет кој што потпишал договор за соработка со државниот пред 10 години. Сега таа соработка ја возобновуваме затоа што имаме, свесни сме дека имаме еден да речам 50-60 години скоро државниот универзитет, кој што е за нас пример, кој што е за наш столб и тука немајте да имате уопшто дилема дека ние. Меѓутоа,
како што ви кажав на почетокот, ова е време на промени. Овие промени, кој како ќе се снајде, кој како ќе го изменаџира тој процес. Државниот универзитет е потромб во оваа ситуација. Ние сме пофлексибилни. Нашиот менеджмент е буден и спремен на сите предизвици да ги... Добро, ма не може да правите компарација со Државниот универзитет со УКИМ или, например, другите кои имаат 25 факултети и така натаму. Погрешно, не, напротив, ние сме многу блиско соработуваме и сме пријателски настојани, меѓутоа да бидеме реални. Има универзитети државни, не е Свети Кирил и Методи, кои што се како да кажам, можеби не ги исполнуваат основните услови за работа. А се државни универзитети под капа на државата и тоа се тера. Таму има сериозни теми кои што се предаваат, како област на медицина, стоматологија, фармација, кај што се работи со живи луѓе, утре, кај се создаваат доктори и одредени други работи, кои што се многу повеќе би треба стават фокус на таа работа, отколку на Што го привлековте Фрчковски? Мене ми е јасно дека Фрчковски е атрактивен професор и по својата суштина на анимација и на јавни дискурси и критики. Тоа што ви кажувам, ние направивме еден концепт, една стратегија долгорочна, каде Фрчковски се најде во нејзе. Не се работи за сите ме прашуваат колку пари се му дал на Фрчковски да дојде. Викам, немам пари сега за тие работи, за инвестирање во тој дел. Тоа ќе се дојде само по себе. Меѓутоа Фрчковски свати нашата концепција, каде ние сакаме, што сакаме да направиме со правно-политичките науки, без импровизација, да го искористиме овој период на транзиција на нашето општество, на нашата институција, во едно време каде се променуваат многу работи, ние сметаме дека имаме можност да најдеме правиот начин. И нема да биде само Фрчковски, и ќе дојдат, тоа сега допрва, не сакам да ги откривам некои имиња, меѓутоа ќе го збогатиме со сериозни академски кадри, она што значи нова генерацијска програма која што ние нарековме, или New Generation Program, и нашата цел е искрена, честна, не напаѓаме никого, не омаловажуваме никого, си го гледаме својот двор и сметаме дека она што го нуди Фон универзитет во ова едно време е правилниот пристап и тоа ќе се уверите со самото. Ја мислам дека доволно време ви дадов за една своевидна анимација и помалку или повеќе еден пропагандистички приод. Меѓутоа, господин Цановски, веќе најувате ребилдирање на Космос. Дали тоа наоѓате инвеститори врз основа на предпоставеноста дека ќе наплатите голема штета од државата и таа штета ќе ја платат сите буџетски алиментатори на одреден начин. И колку е вашата проценка? Колку вие изгубивте од таа агресивна и своевидна малоумна политика по секоја цена да се урне Космос, па макар и да речем условно и со бомби? Сега од мој аспект, јас не сум дел од Космос или од компанијата која што го ради, тука повеќе татко ми и неговата компанија. Јас магистрирав и докторирав на менеджмент во образование, тоа е моја професија, меѓутоа во овој случај беше инволвирана мојата фамилија директно и последиците ги трпевме сите ние на наш грб. И тука не може тоа да се скрие. Прво, во делот на тој објект почна да се гради 2010 година. Таа дозвола трае 10 години. Ние 8 години, 2011 се рушеше, 1 август, ние 8 години се бориме за правда. До сега немаме, значи нема црно на бело зошто некој дошол и со динамит не ја срушил инвестицијата или нашиот дом. Во овај период, во оваа фаза, во време на Груевски, имавме две можности. Значи, вие бевте во А1 кога го изгасивте светлото. Тоа беше, Велија кога го апсија беше декември 2010, така? Ние имавме период од декември 2010 до 1 август, ние знаевме што се случува и што не чека. Имавме можност да продадеме, да се одселиме, да најдеме начин како да се спасиме. И во бомбите го има како Фијат оди му вика, немој, имам 400 вработени, немој, срамота е тоа што го правиш, не оди на таа начин. Меѓутоа, се случи тоа што се случи. Јас сум горд што ние останавме во тој период и одлучивме да застанеме, да се бориме на страна на правдата. Меѓутоа, правдата 8 години се уште не е дојдена.
Се враќам на вашето прашање. 10 години трае дозволата. Ние во време на Груевски сакавме да продадеме дел од капиталот. Не може да не фатија од сите страни. Не ги блокира сите сметки за да пропаднеме природно. Меѓутоа, не знаеме ни сами како успеавме да изменаџираме сите тие ситуации, издржавме да не пропадне, да не отиде се до врага и да не го купи некој од Белизе за без пари. Што се вика, тоа им беше идејата. Ние имавме можност, моравме да најдеме начин за да таа градба, бидејќи веќе беше инвестирано во тоа, веќе се изгубија средства, барем да продадеме, да се изгаде, да не се изгуби дозволата. Во време на Груевски не успеавме да најдеме, бидејќи ги бркаа сите тие инвеститори. Сега имате дозвола дефинитивно? Сега, пред неколку месеци, дозволата важечка до 2020 година. 2021 таму до кога важи. Ние моравме да продадеме дел од капиталот сега, за да се изгради тој објект повторно. Значи, ако Фијат изгуби во тој период, ќе ви кажам, сума не знам точно, не можам да навлагам, има тоа проценители го прават, меѓутоа ако изгубил, сега изгуби уште толку, за да го изгради повторно и да не изгуби дозволата и да тој проект не пропадне целосно. Не мора да има тука профит, иначе мора да ви признам дека прилично волонтеристички би било ако влезете... Ви кажувам искрено. Фијат продаде голем дел од капиталот во тој дел, нема некоја заработка, него му е целта само да врати тоа што му е инвестирано. Ако правдата ќе дојде, ако дојде, тогаш ние ќе можеме вака гордо да кажеме дека некој со намера дошол, не рушил и ни направил штета во наше општество. Има ли омраза во семејството Цановски кон Груевски лично или кон неговата политика и односот во кој требаше да се издржи тој систем на пресија? Груевски го направи своето, ние го направивме своето. И кажав, имавме можност да си одиме од оваа држава, да останавме да се бориме во оваа држава и ден денеска тука сме, повторно инвестираме во нашава држава, повторно инвестираме во образованието, повторно ни еден цент нема Фијат или ни едно метро квадратно надвор од држава. Бог знае колку пари они извлекле од овај напатен и сиромашен народ. Не може тоа го споредувате тоа. Имате некоја сатисфакција дека Груевски избега? И дека е тоа Божја казна некоја? И јас за тој човек не сакам да зборувам, не сакам да му давам воопшто внимание, бидејќи додека не заврши процесот, не би сакал сега да му давам... Вие како фамилија и Фијат бевте инволвирани и во политичка смисла, бевте коалициски партнери на оден начин. Ние се боревме на правата страна. Фијат не е некој политичар кој што би рушил или би менјал влади. Немаше таква моќ. Фијат влезе во политика да помогне на народот, на неговите луѓе. И он тука е прв политичар кој што влегол со капитал, излегол да не речам со срушен со динамити со овој дел. Груевски мене не ме занима. Он се направи својата работа, ние немаме нити омраза према него, нити па се замараме. Сакаме и се бориме и ќе се бориме до крај правдата да дојде на виделина, затоа што ние не заслужувавме тоа што ни се случи. Во еден период бевте, да речем, условно мокно семејство, Цановски и Рамковски, до степен на политичка па и финансиска моќ. Какви се денеска релациите со Рамковски, со оглед на тоа дека во еден период бевте и семејно поврзани? Вие бевте во еден, ние од секогаш сме се почитувале со господин Рамковски, да, бевме заедно. Меѓутоа и во делот на професионалниот дел, нашето рекламирање на еден кој беше, ние си го плаќавме својот дел без да нормално, велија ке даеше некој попуст поише. Значи, сме сакале да биде тоа почит максимална, да не биде базирана на некаква си моќ што споредувате, на некакви пари. Тука не важат тие правила кога се работи фамилија. Фамилијата е базирана на други принципи и затоа ме молам да не ги мешате овие работи со пари или со моќ. Добро, јас само сакам како менаџер на фонд да ви сугерирам што повеќе да ги афирмирате во јавни настапи својот наставно научен кадар, зашто во еден момент едни исти луѓе од универзитетите се на политички панел, дискусии, економски и така натаму. Јас се согласувам со вас, меѓутоа ФОН и нашите професори беа можеби единствените кои што во овој период, во периодот на
владењето, на лудото владење на ВМРО-ДПМН беа најгласните, беа би рекол, се чувствувавме себе си дека сме дел од таа борба која што требаше да донесе правдина и чесен пристап према нашето општество и према она што и институцијата и државата треба. Благодарам, тоа беше Сефер Цановски, менеджерот на ФОН универзитет, кој деновиве ќе одбележи полнолетство. Ви благодарам. Ви благодарам многу на поканата.